денеска на Интернационалниот ден за борба против сиромаштија се спроведува една благородна идеја која што треба да прерасне во активности на државните институции кои што за жал во изминативе години многу малку прават по однос на вистинската борба против сиромаштија. И денеска јас како министерка за труд и социјална политика би била најсреќна ако можам да изнесам многу попозитивни бројки и резултати од стапката на сиромаштија во Република Македонија, односно да се пофалиме дека Република Македонија не е веќе земја која што има највисока стапка на сиромаштија како што е во моментот. Република Македонија на европско ниво е една од најсиромашните земји, како што имаме исто така и висока стапка на младинска невработеност. Од статистиките со кои што располага Министерството и Државниот завод за статистика се бележи благ пат на сиромаштијата во Република Македонија, но тоа е скоро забележливо ако се земе во предвид дека 40% од домаќинствата во Република Македонија се наоѓаат на прагот на сиромаштијата, односно живеат со 40 денари дневно. 26% од тие семејства кои што се регистрирани како сиромашни семејства не можат дури да си обезбедат ни еден оброк со месо во текот на неделата, а камоли да овозможат некои други поволности за своите деца и да обезбедат огревно дрво. И во таа насока мораме многу повеќе да правиме отколку само да се фалиме со архитектонскиот луксус во Скопје, наспроти насушната потреба на граѓаните за кров над глава и за борбата против гладот. Во таа насока една од нашите заложби и цели е да ја намалиме стапката на сиромаштија до 2020 година под 18%. Тоа е нешто кон што ќе се стремиме во иднина, за да можеме да обезбедиме и подобри услови за граѓаните, меѓутоа и вистинска реализација на борбата против сиромаштијата. Тоа бара и ревидирање на целокупниот систем на социјална заштита, кој што нема да ги опфаќа само примателите, луѓето со ниски примања, туку и сите останати кои што се наоѓаат во социјален ризик, затоа што и сиромаштијата и гладот мора да се превенираат, а не да заземаат замав. Големен е бројот на семејства кои што располагаат со месечни примања под 5600 денари, што значи дека се намалува бројот на граѓани кои што можеме да ги рангираме во рангот на ниска средна класа, се зголемува сиромашното население во Македонија и тоа е еден аларм кој што мора да се вклучи. Не се доволни проектите кои што се промовираат изминативе години затоа што и невработеноста и нискиот животен стандард, неработицата е нешто што значително влијае на сиромаштијата и од тука севкупната борба против сиромаштијата мора да биде безрезервна, безусловна и нелицемерна. Кога зборувам за нелицемерна политика, мислам на вистинската грижа за вистинските потреби на граѓаните, а не фрлање, да не кажам, да не се изразам вулгарно, на коска на сиромашните, наспроти ова што го гледаме во Скопје, платено со милионски суми на пари. Потребна е исто така и формирање на државна банка за храна, за да може да се обезбеди сигурно снабдување со најпотребните прехранбени производи за децата, за бездомниците, за семејствата кои што живеат на прагот на сиромаштијата, да не зависат ниту од милоста на политичарите, ниту единствено да се надеваат на хуманоста на граѓаните. Република Македонија има многу хумани граѓани, тоа сме го покажале во изминатиот период и во однос на помошта кон загрозените и кон оние кои што највеќе им е потребно. Но граѓанската одговорност е едно, државната обврска или обврската на државните институции е многу поголема од она што денеска се покажува како реална политика.